Здраво! Ова е подкаст на Сдруженијето за иницијативи во културата и општеството Шпајс со наслов Кочарска хроника. Јас сум Владко Јосифов, а заедно со мене во екипа се Валентин Станчев и Билјана Јосифова. Идејата за подкаст дојде од потребата да се придонесе и унапреди културата во нашиот град, која што посебно е неопходна во ова време. Сакавме да створиме простор каде што ќе можеме да разговараме со луѓе кои што се активни и творат во различни области од културата и тие да ги споделат своите идеи, ставови и размислувања. Во третата епизода наш гостин е Аспарух Михаилов Пучо, уметник од нашиот град кој лично си има уложено во организација на многу квалитетни музички настани. Здраво! Здраво! Фала на поканата. Нема проблем, мило ми што си наш гостин. Мислам дека за почеток најинтересно би било да почнеме со оние раните денови. Имаш свирено во Терошок некој период. Да, имаш пеено, стари, не свирено, да. Тоа беше, да не речем така, период во кој пробав да пеам. Да. Секако беше гриндкор, така да не се многу гледаше, мислам, не се ни познаваше колку можеме да пееме, колку знам да пеам и коли дали сум добар или не. И тоа беше супер период, мислам, интересен период. Краток период за мене беше, после јас поради обврските со средно уметничко бев у Скопје, веќе запишен на средно уметничко. И тука веќе се оддалечуваш од... И се оддалечувам од бендо, они си после се продолжија, Цеко, Тони, Бажо си продолжија со продукцијата. И мислам дека беа уште баги време активни, мислам, со бендо. Да, има период. Со нив така, еден концерт мислам дека имам како што памтам, у Джест Боти, кога беше концертот, мислам дека беа Бригада од Д, дека беа Цервена парализа. И тоа мислам дека беше единствен концерт што имам со нив. Со нив направено. И после фактички твојата главна уметност е ликовната и графичката. Да, после со средно уметничко, тоа мислам дека беше 89-та, значи се запишано средно уметничко. Да. Како средното уметничко лош глас го биеше на времето? Мислам, лош глас. Мислам, нас не дека е било распашена команда, да кажано распашена команда. Мислам, може изгледаше од надвор, ако гледаш дека е распашена команда, нели, али уствари унатре беше многу се работеше, сакам да кажам. Јасно, па тоа ме интересира, баш нели така се збори. Многу се работеше, пошто ние имавме да речеме од Сабајле, да речеме 4-5 предмети часа, нели, општи предмети, македонски, нели, истории. И после тоа почнувавме со практична настава, нели, сликарство, графика, текстил, акт, мислам, многу. Значи некаде
просек имавме околу 8 до 9 часови на ден. Значи, ако успореде сега со денешното образование, дека уствари Да, не сме биле толку распашена команда како сега што сакам да кажам, дека се опуштени повеќе. Да, сега се по-опуштени. И после од таму у Скопје на факултет или директива у Словенија? Не, па после средно уметничко бев конкурирав на академија, имав една година пауза помеѓу средно и академија. Година време се спремав за академија, бев на приемни таму и бев после на оддел за графика, со графички дизајн. Имавме илустрација, после трета година се биравме кои предмети нели дополнително го имавме, јас избрав илустрација и графички дизајн. И таму 5 години уствари со дипломската и после дипломската почнав да конкурирам нели на така уводно да кажам дека да конкурирам на академии по Европа. Да. За постдипломски студии и умеѓу време имаше нели војната веќе беше на Косово почната, поштата не функционираше, тоа време одеше се преку класична пошта, пријави, одјави. Нема онлайн тоа време. Немаше онлайн и некои писма, знаеш, ја не сум ни знаел дека на пример сум го поминал последниот круг за академиите, да речеме пример Норвешка. Јасно. И јас го писмото немав добиено ради војната нели у Србија и ама секако Словенија беше супер избор и супер искуство, беше мислам животно искуство. Сигурно има што да понудат. И после тоа како си завршил сигурно опции мало еден куп за да продолжиш баш со уметноста, да не мора да Па да, мислам и до таму за време на студии можеш да работиш, тоа го јас искористив пошто, знаеш, јас отидов од тука без стипендија. Македонија не ми додели стипендија. Јасно. И не ме чуде. Значи одговорот беше некој банален дека компјутерот не ме избрал, сега тоа е банално. Од друга страна ба и подобро што не земав од тука, пошто па таму ми дадоа стипендија, немаш право на 2 стипендии. И така да како дете нели од скромно семејство да не речем, дека тоа ми отвори многу врати после тоа, дека за време на студиите почнав да работам, јазик учев, комуницирав, нели можеш да го научиш јазикот. Секој те примат на постдипломски со знаење на еден светски јазик, али секако е локалниот јазик. Локалниот можеш да го знаеш. Да го знаеш. И за време на студиите почнав да работам и после почнаа да се отварат многу повеќе врати. Нормално со студио, и гледам имаш и своја студио у Словенија, у Љубљана. Да, имав некој период имав студио за дизајн и со тоа што на пример бев како странец таму, како да наречем нели не си толку познат у јавноста, не си не си афирмиран, што се вика, да, не те знаат кои си, да треба да истекнат нели малку доверба кај тебе за да може да работи со тебе, ама работи се отвара преку тоа, мислам преку студиото. Значи таму и повеќе, пошто е нели мала држава и препораки тоа да од уста на уста, нели не те препорачуваат, он е добар кај него, он е добар кај него. И уствари од таму и после почнав и преку тоа студио да бев како илустратор, работев у дневниот вестник Нивни дневник, бев 2-3 години илустратор нивни и тоа таа саботна едиција кај што се прават нели сериозни текстови, сериозни текстови се пишуваат и стручни лица, мислам стручњаци, не само словенци, туку и странци, ја ги илустрирав нивните текстови, да речеме. Еднаш кон неделата имав по илустрација до 2, мислам ги правев. Па добро, интересна работа тоа уште. Интересна работа, да, мислам предизвик беше и некој сам се прашував како јас, например, да речеме у тоа време, сега е малку полесно, значи за да се стекне некој доверба да ти го нели да ти даде можност да го правиш тоа, за да покажеш кој си и шо си, нели, за да може дека не си инкогнито иако си нели странец и да се докажеш ти си добар, ама додека да дојде моментот да се докажеш е многу тежок процес, многу добри не успеат. Тежок е, да, секој треба нели како странец некаде повеќе да се потрудиш многу повеќе отколку да речеме ако си дома. Интересно што рече како странец имаш исто Словенија како странец добиено словенечка како беше од конкурсот на FIFA, ама у Словенија како странец. Да, па и тоа беше интересен момент, да речеме Словенија 2010 кога беше
на светското првенство во фудбал. Да речеме, јас со фудбал немам ништо апсолутно, нели? Да. Со спортот да не речам сум скаран, посебно со фудбалот. И имаше повик, например, да се пријават уметници од Словенија за да представуваат, нели, Словенија, уметници, група на уметници, 4 уметници од Словенија да представуваат како група ликовна у Јужна Африка, да се прави огромна изложба од сите земји учеснички на светското првенство. Еден од тие 4 сум јас, нели, и имам изработен плакат. Тај плакат беше презентиран таму како поддржан од FIFA, нели, таа изложба после со сите уметници од сите земји, сега не знам кои беа тие земји, веќе знам дека секој се Германија, Шпанија, нели, сите поголеми. Да. Па, и се организира европските земји се горе доле. И се организира изложби по Берлин, Копенхаген, Њујорк имаше изложба, мислам, така да ние додуше бевме само си ги гледавме делата наши дека се таму, па не се водили и вас, така. Немавме таа среќа, така да само доволно и тоа сакам да кажам и со самиот каталог што после го добиеш дека е од FIFA нормално. Нели, ударено печат што се портфолиото доста е позбогатено со тај момент. Да, и имаше многу повеќе можности да речеме таму има у културата отколку да речеме како кај нас, нели, кај што можеш да се покажеш или да се прикажеш или да пробаш нешто да направиш, што ти таму е, да, и таму некои работи ги бутеш, ама не како кај нас да го тркалаш камено у недоглед, сакам да кажам, за да направиш нешто. Да, па секаде си има бирократија, ама некаде малце ама таа бирократија помалку бавна, не? Да, некаде спремна и е баш оно како сервис, да не речем, нели, ако ти треба нешто, да, тука сме, ќе помогнеме. И се други си, да, и концептите на функционирање, да речеме, за уметности и за спорт се комплетно други, например, ако ја представуваш ти земјата некаде у странство, дали како спортист, дали како уметник, дали како музичар, например. Да. Потрудат се за да министерството ти одредува поддршка, нели, имаш, пошто представуваш земјата ти некаде, значи ти си амбасадор, нели, баш како што се вика тоа. Да. Ја представуваш земјата и ти ги покриват делно трошоци, некои трошоци, знаеш, и ти полесно функционираш. Мислам, полесно како уметник. Измислили се, не се измислили, тоа е начинот за ако сакаш да ја промовираш земјата, нели? Промовираш културата на земјата. Да. Тај е момент. И како даде момент од Словенија, мислам таму сигурно има, сакав да кажам за Метелкова улицата у Љубљана, уште тоа за Словенија ќе се задржам. Пошто ми интересно, јас бев еднаш у Љубљана и стварно е тоа што викаш прекрасно место со многу алтернативни места за дружба и за добар провод, како да кажем. Едно од тие места беше улицата Метелкова. Да, тоа е бивш затвор, шо е бил и касарна. Да. Бивша касарна, у центар на Љубљана, мислам, локација супер. И, мислам, да. Баш е, не е у строгиот центар, туку е 5 минути да речеме, нели, знаеш, да. Строгиот центар, али е фактички до центар. Туристичка точка за невидена, сакам, таму е гужва невидена. Јас имав среќа таму да бидам неколку години, 5-6 може години у ателје и имав прилика да видам како работат тие сквотови, дека тоа не е сквот, мислам, како ние кај нас да речеме сквото го сваќат како и нешто илегално. Да, идеш да окупираш туѓе куќа и тука завршува со сквото. Тоа уствари е државата на некој начин го спрегледува за јавен интерес, да речеме. Да. Тај простор секако пропаѓа. Е така. Како и сите простори што ги сите простори што се, нели, по Македонија да не се само сега. Да не е само тоа, има ги, да. Имаш, например, ако сега ти, например, како пробаш или некој проба да засквота, ти веќе ги знаеш последиците. Одма ти има, да. Не, полиција. Тога ќе му притреба на некој, одма тоа место што 30 години се распаѓало, да. Тоа се секој распаѓа. И сега тоа е толку, мислам, тоа е за да се види. Таму скулптури, мозаици, надбројно гледајќи го, нели. Да, цели згради како аквариум направено со китови, со 4-5 клуба за концерти, 2-3 галерии имат, да речеме. Мензата што е била, да речеме, таму е клуб. Гала хала, да речеме, и таму имат свирано многу познати бендови, нели. Да. Узновето вчера таму Мизарги имаме гледано со Трајковски, Горан Трајковски. Значи таму се случуваат многу работи, тоа е хиперпродукција. Они работат како колектив, значи немаш таму главен, што јас сум шеф, туку сите се договарат меѓусебно за доброто на целиот тај објект. Затворот што е било касарната е многу познат хостел, направен, секој келе е
направена од посебен уметник, мислам Мислам дека индивидуално- бевме таму, у затворот дека Да. ние бевме у хостело, ама тоа Да, да, како да. баш секоја келија, да, секоја како келија ќели. е направена и насликана и уредена од уметник, различен уметник. Значи секоја келија е уникатна уствари и таму луѓе буквално се тепат за да преспијат, да речеме. И таму имаше некои, они што викаат таа на словенски черна кухиња или црна кујна, таму готвеа, да речеме, емигранти, некој од Палестина, наредна недела некој, да речеме, од Иран ти готвеше, знаеш, и им помага и на тие луѓе, знаеш, за да може да преживеат на некој начин, за да Многу добар систем. систем, да. И сега имаше повеќе локации, они уште се држат. Имаше некои притисци од државата, нели, за да се земе, да се тоа урбанизира, да се направат згради. Нормално, секаде. нели, да. Да речеме Рок, исто беше фабриката Рок, нели, сите ја знаеме, Рок точоците и Да. моторите. Таа фабрика е веќе, мислам и тоа беше исто за сквотано, али веќе се тоа е Сака да го струшат до готово крава. е, мислам, уметниците иселено таму и сега за секој остануваме толку. Така да има таму многу примери и многу сакам да кажам многу збиднувања континуирано има. Не е Да, инцидентно како кај нас да речеме за ке се случи концерт или изложба и тоа е тоа. И после Да. го имаш па некој период, па пак ќе се случи нешто. Тоа си треба да е континуитет да ствари уметноста. Да, треба си И култура. повеќе и култура и општо социјални живот, да ќе речеш, ама па треба си повеќе луѓе и секој на некој да. месец ако прави нешто, тој ќе си има континуирано се постојана работи, програма пошто за тоа работа. е самата таа култура и уметност не е инстант супа, сакам Да. да кажам. Не е тоа. Ај сега ќе седнеме, ќе работиме сега. Вода не е стави, така? направи нешто, јади супа. Тоа е како цвеќе, треба да го одгледуваш, Да, за да да, имаш да. нешто после некоја генерација за да ти скочи, за да има ефект таа Може и култура. после 30-40 години убаво кажа, баш растение што треба да го Да го одгледуваш, одгледуваш, и енос да израсне Да. кој ќе да. И како е испадна од Словенија да се врнеш тука? Обично луѓето отидат ли некаде слабо и текнува да се Па, врнат назад. Имаше случајно, не дека Нешто се после случило, текнало ти. се врнавме тука, пошто мислам, нели, на мене и керка ми е родена таму, едната и така да тука решивме да се врнеме. И сега имаше некој кајање, ама тоа е веќе тука и тука функционираме, пробуваме да нели. Тоа е Да. веќе поодамна се преселивме, колку има веќе 13 години. Аха, да. Така да и тука веќе функционираме и тука пробуваме нешто нели да сменеш, ама Да. тука е се потешко да работите. Мислам со искуството од таму да речеме, пошто јас таму имам искуство, имам работено и на државна работа Да. како странец на Заводот за заштита на културно наследство. Тоа Тоа е добро. Раследарски центар, да, таму работев. И сакам да кажам, значи Па ги разбираш работите, бил си у нивните институции, да. гледал си... Имам држани работилници, нели, како на времето Југославија што имало, да речеме, по секое село и кај нас такви дом на култура, да не ги речем, или, знаеш, например, ако идеш ти сега у Грдовци, зградата таму е пропадната, не знам колку е, тоа кај нив се функционира. Значи, кај нив секој село си има, секој мало градче си има како матица, кај што се младите таму збират, продуцират или едноставно уживат у тоа што им го нуде. Таа мини институција, да не речем. Да, или они па самите измислат, па и они се направат отворени се нешто. за соработка, да речем. Да. Мене на неколку пати ми поканува за работилници некои да држам за нели графика, за рачно печатење на тие графички техники, каква тинта. Да. За да фактички како обука или ти директива да Како ги правиш? обука, знаеш, млади, па многу млади се пријавуваат. Имат интерес, значи имат они понуда и таа понуда привлече некои луѓе. Е така. Па Друг тоа е? тип на понуда привлече некои луѓе, значи ти тие луѓе ги оддалечуваш од нешто Е, штетно. Да. И тоа е многу функционален, мислам, начин на систем на Свака част. на одбрана, да не речем од Да, од лоши работи. Почни од казината па на натаму терен, нели, што се може да ги привлечеш, што треба ти да ги одвлечеш од таа работа. Треба да ги нели? тргаш. Да. И споредбата од таму што си видел таа бирократија
и советник за култура у општина Кочани, со оваа бирократија сигурно е различна. Па тешко е, да. Мислам, различно е, пошто и кај нас работите не се концепирани толку добро, знаеш, ние очекуваат еден да направи се. Значи, тоа не е можно да го направиш ти се. Да речеме, ти си еден имаш само човек одговорен за културата. Тоа време бев јас, нели, додека бев таму. Да. И едноставно, мислам, има премногу бирократија за таа работа, за да стигнеш ти до некој настан, да речеме. За да го реализираш настанот. Значи, како приватно лице ти можеш многу лесно да го реализираш. Полесно. Да, ако пишеш имаш барање, одобро ти го, ако да, е се уред, и реализираш. Јас, например, не јас туку, секој административец или секој, кога работиш со они пари, мора да одиш по тендер, по набавка, значи да ги следиш сите тие, па, например, па да се одобри проектот, па дали има Као доволно деме средства. целиот пат на парата ја следеш, да. Да, буквално е така, па договор, па например, Целиот пат на бирократијата го следиш, Да. не само парата, испушта се забирка, испушта се точка, Да. испушта се да, две па архивски точки, броеви, па обиде имаш се. многу, значи Па, и тоа е, иначе ти кога ќе го завршиш тај бирократски процес, после треба да почне со реализација на настанот. А И сега ти веќе го минало. реализираш, да, реализираш го настанот, после па треба да се потрудиш да биде платено тоа на време. И сега, например, општината моментално, ако нема, мислам, не зборам само за нашата општина, туку Да, општо. умеѓу време, ако некој нешто се случи, има да се снема, да речеме доволно средства, или на таа програма бројка, Да. банално кажано, ако нема средства, па треба да чекаш да се пренаменат средства, па да се исплати тај автор. Значи, Процедуричка. процедура е голема. И тоа се мора да го прави сам или со поголеми настани, два тројца максимум. Освен да речем, нели, овие традиционални манифестации што се денови на Ориза, кои што мора да се уклучат многу повеќе луѓе, од тие тоа. Ами голем веќе проект може и прави се колку традиционално сигурно длго време, па и имат си ја шемата, знаат точно колку пари Точно треба. се знае, да. Мислам, знае се отприлика колку нели колку гости ќе ти дојдат делегации од други збратимени градови, мислам нели секој треба да се пречекат да спијат, сето тоа треба пошто како што доаѓаат они нели и од тука се оде на други места. се Да, па гостува. и на, што викаш, на гостување. Па добро, ама и покрај тоа што викаш така и мало е бирократија, ама мислам дека ако не се лажам, еден од луѓето што е помогнал да се направат најголем број на настани у еден краток период у овој наш град, како јас што се сеќавам, сигурно и мало и може и мало претходно. ама- Имаше некои настани да речеме што беа забравени со времето или не беше обраќано внимание на нив. Јас се потрудив да ги извадам тие, знаеш, така. тие настани да искочат малку јавност и имаше многу смешен коментар, мислам смешен, многу реален коментар. Некој напишено, за некој настан пишуваше како сме го и зашо сме го, како сме го ние заслужиле ово. Аха. И сега, јас гледам, знаеш, на мене, Јасно, после, да. на мене или на тебе или на било кој може не му значи тај настан толку, ама некој се многу израдувал за тај настан. Па стварно и така беше. Значи не е било, знаеш, дека јас сум сакал да го правам тоа. Туку знаем, Имал си прилика. прилика да, и тоа не е, сакам да кажам, толку скапо да се направат тие работи, не е толку Да. не е толку се проблем у парите, у финансите. Мислам, тие концерти се за смешни пари правени, некои концерти, сакам да кажам. Пошто се постои, нели, Дефинитивно тие светски бендови на попуста дојдени тука. па да не речем и на 90% цена доаѓа, Јас. некои и поголеми имиња доаѓа на пониски цени, нели, помаграат, па малку употребуваш врски со луѓе што ги знаеш, мислам, Да. нели, Па преку ги спомнам, сквотовите. Тошо, Киро, Да. нели, Поздрав. сите тие поздрав до нив Да. и многу други. Да го спомнам и Покоен Бано, Да. и он има Покој продуцирано многу, да, и со него се Он е работувавме. прв, мислам, од Сдруженијето Шпајс, еден од основачите Тоа се исто. мислам луѓе што нели, Да. сакам да кажам, се давале многу работи од себе и соработувале сме по нивна препорака, по цело време се така. И сега ја после тоа си го прифанав дека ја мора да се борам со таа бирократија да го направиме тоа. се вика лични врски за Да. јавно добро. И Да. за јавно добро, да. И си го тоа си го сонав дека таа бирократија мора, највеќе што го мразев тоа, го правев за да направиме нешто, нели, за да остане, за да има луѓе. Да, ама тоа е тоа. Ако сакаш ти у културата да има некој развој, мора човекот
што се разбира да ставиш. И са таа бирократија, таа пречката, ама мора некој да се го фане и тоа да го направи. Тоа е, пошто немаме доволно институции што ќе оправат тоа и мора сам да се бори со тоа. Например, пошто имаш ти правни пречки, може ти дое, например, некоја ревизија и ти рече, зашо си ги избрал ти да свират Супер Хикс? И сега што ќе му кажеш ти на него? Стварно нема како да му одговориш. Сега ти си од една страна или стручен, од што се јаки, треба да кажеш, од што се јаки. И сега, например, доаѓаш од ситуација, нели, сега ти имаш си подкован култура, студирал си, учил си тоа, нели, имаш познавање од сите работи, знаеш што може да биде интересно, што да биде актуелно, значи имаш такви некои правни пречки што може да, нели, да те спречат, да ти речат, да ти кажат. Ово не е така, треба да донесеш Владо Јаневски. Да, сега ти ако не ги донесеш тие, што ќе тражиш копија на нив ли ќе им тражиш некои поевтини за да ги земеш? Кавар бенд за да го направиш тоа, за да се реализира. Имаше и мислам интересни на мене, да речем, репетитор ми беа стварно бевме ние еден од подобрите може концерти. Панк рок концерти, од друга страна изненадувачки, Елсиан од Канада, тоа не беше на репетитор немаше ништо слободно. Па не, како јавна институција не смее да се не плаќа. Што е малку апсурдно, нели, за да имаш институција ти како дом на млади Штип, да речеме, ти ќе можеш да си не плаќаш карта и ќе можеш да се сервисираш. Да се само одржуваш малку. Мораш од карта да се ти основен. Кога општина да организира нешто, значи ти не можеш да не плаќаш јавни пари да употребуваш за профит. И сега тоа прави за јавно добро. Мислам, од една страна е добро, ама од друга страна кога некои работи може да се монетизират, ама нема како, пошто немаш како да го наплатиш тоа. Како да го направиш? Немаш, Едино здружение, како нели ние што видевме дека на тај начин се не е имало соработка, ама може да у секој момент. Баш тоа што го претходната емисија кажа дека баш твоја е била идејата да се формира канцеларијата у Кочани зашто ќе ги координира сите институции за организирање на настани. Тоа јас имам помогнаа ми пак тука, да речеме, МКЦ Скопје ми помогнаа, Кицбитул, музеот Крива Паланка ми помагаа многу. За спремав, бирократски тие работи, пишувања за формирање на музеј и за формирање на мултикултурни центар. Да го речеме, што ќе може да управува и да се самофинансира. Значи постојат многу начини. Пошто да речеме музео, како прво кај нас е музео проблем пошто го немаме. А тоа е голема потреба, тоа не е. Смета се кулата дека ни е музеј, ама никој не го е видел. Тоа е културно, ама никој не управува со тоа. Да. Значи ние сега имаме ситуација, жената Илинка што беше во библиотеката, она беше музејски работник, она работеше под Музеј на Македонија, она веќе у пензија. Сега ние немаме веќе некој што ќе се грижи и за тоа што сега пред скоро време вработија млада момчета. Ако има. Ама пак е тоа сведено на канцеларија, значи ние немаме музеј, сите наши археолошки предмети се чуваат по Штип и по Скопје. Значи ние уствари немаме си го богатството дома, немаме го тоа што е наше, што треба сме горди од музео не е желба дали сакаме или не, тоа е потреба. Да, нели сите се чукат у гради колку се сите македонци. Не ќе едно грнче старо да става да покажеш тело од стара Македонија. Нели? Тај проблем го имаме ние со Кочани, да речеме, други градови, помали градови од Кочани имаат музеи. Ние го немаме тај, мислам, немаме музеј. Малецко немаме. Кочани имаат огромен музеј, Подмочани е пред Ресен, тоа е претор. Знам го тоа. Подмочани и Грнчари, две споени села се. Тоа се Стопје да речеме, тоа е јавна институција, Охридско лето е јавна институција. Тоа се формирани институции веќе, не е тоа само фестивал. Значи таму од некаде е отидено многу напред. И сега тука е глобално, мислам, Македонија. Проблемот е што, например, ние на сето тоа гледаме како трошок. А не го гледаме како инвестиција. Значи, држави што знаат што прават, си го гледаат како инвестиција, они тоа инвестираат. Ние го гледаме секој трошок, колку кошта тоа е многу, нема да правиме тоа. Да, ставо е народо нема што да јаде, ти за култура мислиш, таа е не е тоа трошок. Мислам, сега кога идеш ти некаде, сите одат некаде, ти не одеш у кафани, одиш у кафана да јадеш. Да. Од друга страна цел ден го зашо го требаш? Шеташ музеи, паркови, галерии, интересни места.
Значи, улични звездувачи, концерти, да. Значи, никой не ти... Всеки един човек сяка Не в ти- свободното време да си го помине. Да, и то е да богатството ти я запознаеш държавата така. Мислам, града го запознаеш. И после зато ти си свига някой рад повече от това или онлайн ти оставил повече впечатък за някакви работи. Да. Значи, това са тия работи, които ние не ги негуваме. Мислам, не да не ги негуваме, то го и нямаме. Нямаме ги. Нямаме ги. Ние Една то се е- инцидентно, като се направи нещо, добро. После това пауза, нещо пак е направено. Не може да функционира тия работи така. Например, и мултикултурният център. Има много начини да се финансират. То е да добра идея. Покрай нами някой му обяд, сега гледам и други луи го прифайтят, со Тоша, ще го спомна и баш интересно е како идеята шо е комплетно нака била, също не е реализирано тогава и може да се реализирало и Па и аз се надявам да ние не се апелираме, реализира. разбираш, с ове Да. емисия, цяло време да не се повтарам, апелираме, значи цяло време Да. апелираме на работа. Защото статутите са напишени, нели, т.е. завършена бюрократската работа. Да. И сега, значи, има и понуди веки още пред кога се почна самата инициатива, аз кога, нели, разговарям с луѓе за помощ, за кой што може да те съветуват и кажат, и не можем аз да знам, нели, тия бюрократски и правни работи. И ти викат, дай ние ке ти дадеме това, ке ти финансираме европски филмови или европски църтани филмови за деца, да речем, примери ти дават, Да. стави си ти, да речем, ке ти даваме евро от карта финансиране. Аха. Ти ако сагаш можеш да кажеш, ставиш карта 100 денара и плюс имаш ти 6 денара веќе финансиране от картата. Плюс. Е така. Значи има много начини за финансиране. Да речем работилници, курсиви, да не речем за ногти. Значи ако одиш ти у Скопия за курс, да речем, банално, Да. доведи го този човек тук, мултикултурния. Нели, секо плакаш ти за курсо. Да, па Скопие. имаше едно време курсови. Това Имаше, веќе- да. То ясно функционираше. Да, ама имаше. аз Не, Тя одев на Вавилон, английски, Да. информатика. Да, Не, се ovo имаше je drugo, гласно. те ще вика културния, то Ленин, на времето Ленин шо Имаме беше. нокното, то беше, да. И Нощна сега- школа, какво беше това? Сега имат, нели, плюс брейнстери, плюс курсиви за дизайн, за програмиране. Значи имаш милион можности. Наместо да пътуваш ти всеки ден некъде, можеш тук да имаш тази можност. Да. Значи имаш начин на финансиране милион. Да не сборам сега утописки, нели, па да се отвори хостел. Защо да не? Ако Да го- вече има туристи, привлачаш туристи, те трябва и сместовани Значи имаш да има. много начини на самофинансиране. Кога веќе спомнаме хостел, еден од првите газди на хостел у Скопје е режисер од Кочен. Да, Да. исто наш другар, член на Шпайс. Да. Значи има, сакам да кажем, не е тоа се трошок. Току има начини тоа да се само држува, нели, секој треба да имаш ти буџет некој што ќе те поддржува. Но- Но има, да речеме, клавиро таму што стое. Например, сега ако некој сам си инициира концерт да прави, ти треба да му наплатиш на него за салата и за концерто, за салата и за клавиро. И за клавиро, да. Оти нели штимањето е многу пари. И сега ти нема Да. како да наплатиш толку општина. Значи ти можеш само да идеш да отклучиш, да се одржи тоа и после да заклучиш. И да заклучиш, да. И сега Фактички клавиро треба да трябва. се штима. Кој ќе оплати тоа? Немаш Да. буџет. Значи па треба општина да оплати тоа. Да. А овака Општината преку... нема пари. Сега го- Не генерира пари Нема от пари никъде. за култура, Не не, то е генерират, така, да. Не се генерират пари. Нещо, да се генерират 2000 денара от некој настан што ќе го наплатиш, ќе ти остане ти за ќе собереш, ако е штимањето да речеме. Па не знам колку 1000 евра, ти вајда во теку на годината ќе собереш. Ти се Барем пола, да сакам да кажам, нели, Да. збориме ги за најбаналните. Да. А добро, той е пример са общината, не знаеме, не може да взима. Ако общината створи институция, што викаш мултикултурна, тогава вече Тогава си може има да... посебна сметка, Ага, да. то е едно от решенията за що викаш, за то трябва да се посебна направи. сметка да може, например, да... Јас имав идея, например, да може да управува и со други објекти. Да, и то е исто така. Например, Централа, Тие сите која напуштени што... објекти, полунапуштени објекти да бидат под, што се нели јавни општински Да. објекти, да бидат под под управување на така, на центарот, тај да центар. речеме, за да може да се работи со тие простори. Абе има ентузијасти што само му дај простор, нели, да не протечува, сеќе среда ќе се изчисти, ќе се направи тоа, Да, ќе се па, ќе изцртат живее, уметници, ќе има да го направат. Ке живеат тие простори, сакам да Да. кажам. Сега само се пропаѓа и само е се на терет на општината. Мислам буквално е само терет, само се има издатоци, нели, само се плаќа за одржување, па разбиено, украдено, па полиција, Да. нели, ти мора да го сервисираш цело време тоа да го одржуваш. И мислам Да, нема не Нема логика Нема зашо логика. ја што гледам зградите зашо се распајат
секој пат си правам некои теории, некој чека да падне па поевтино земе. Оно може и тоа да има истина, ама Па има и највеќе мисел распаја се, што никој не се ангажира за било што да... Имаше, например, ќе дам пример од Словенија, од град, помал град, да речеме улица, централно градско подрачје, не функционираше, беше, нели, скоро на, да не речем, запустена. Да. Градоначалникот се иницира акција, сака да ја таа улица, нели, да ја оживее. Ги вика газдите на куките, ги вика, нели, уметниците, сите тие што се центрирани со интересни бизниси, млади, стари, не е битно, сакам да кажам, нели, да како да се оживее таа улица. И сега таа улица, и тоа се иницира така, беше, општината финансираше делно на некои кирии, на сите луѓе што беа заинтересирани, им беше понудена кирија 2 евра, колку да заживее, им беше дадено рок, нели, година-две, мислам дека беше, за да се види како дали ќе функционира тоа. Сега таа улица е милина. Браво. Значи имаш мали винари, мислам такви мали кафетерии, пекари, галерии, ракотворби. Да. Мислам, значи имаш милион работи на 200 метра. Направиле се го центар на дешавки, на збиднување. Да. И си имаш мали свирки, си имаш, нели, со такви акустични инструменти, да речеме, несагласни. Значи баш уживаш у па да биде пристојно за малото, нели, за малото, да не смета. Значи и тоа е заживено веќе, тоа се функционира. И значи самиот ти ако се даделе на тебе за минимална кирија да се развиеш. Да. И после ти профитираш од тоа, ти само ќе кажеш, чекај, јас тука имам да си платам даноци што треба, фискална сметка. Натаму ќе си платам кирија кој што треба. Е така, да. Нели, мене бизнисот ми оде тука, се ми функционира кој што треба, ќе се останам тука. Нормално, нели, за да не се ризикува, ти си го среде местото. Да. Тоа е тоа. Даеш и потенцијал на луѓето, фактички подпркнеш ги, како да кажеш. Па сите се тражат предизвик, нели, ако предизвик да имаш да направиш нешто. Сега ние ако не нудиме предизвик на младите, и чувство, мислам, нема да ги интересира, нема ни да бидат, нема ни да знаат што е уствари тоа предизвик за да направиш нешто. Да. Ќе биде предизвик да идат у некој град у Европа, па таму да направат нешто. Таму. Тука мислам, интерес ке немат. Градот ќе си го гледат како привремено место за престој, што, нели, со напунување на 18 години ќе чека само за да се исели од тука. Пасошот да му стасе и да отиде. Значи немаме со што да ги задржаме, значи од 200, да речеме, млади, 10 да задржиш и тоа е успех. Да, дефинитивно се славам со тоа. Од тие 10 после ќе повлече души 5. Да. И да има да остане, ако не многу, барем мала групација на луѓе што се концентрирани на други работи, освен основното преживување. Да. Нели така се, па може па тие по наредната последни генерација да ќе привлечат 100, 200, 300, така, мислам, тоа е природен процес е тоа, нели? Нормално. Природен процес е тоа. Ако имаш ти плевел тука и ако тај плевел не го чистиш, плевел ќе порасне насекаде. И ќе те загуши. Да. Ако ти веќе одгледуваш, нели, цвеќиња и си, нели, пак ја спомнам најбаналната цвеќињата, ги одгледуваш и ги садеш, полека тоа се шири. Тоа ќе ти фрле семе тука, ветер ќе однесе таму. Така е. Значи може и таму цвеќе ќе се појави. Мислам, тоа се такви банални, практични примери, сакам да кажам, да не филозофирам, нели, да не улаваме. Така, ама не, баш е така, не можеш ти одма да ги усетиш резултатите. За многу работи што ги дискутираме тука, резултатите може после 5 години са превише ентузијастички, нели, 10 или повеќе. Ние сега немаме, да речеме, генерацијски имаме многу дупка. Дупка имаме генерацијски. Има. 18 до 30-35. Да. И тука другото е празно. Студии, работа на страна. Да, отидат и на студии, многу слабо после се вреди. Па ние онај ден го домавме, не и мало кочевски бенд, колку 10 години сигурно исто таква дупка. Пред се една генерација не е направила бенд, што се вика така. Тоа е од недостаток, нели, на младината, тоа е. Значи не можеме да го правиме, ние може сега да седнеме како постарини да се свириме. Ама не е тоа, не е.
Не сме ние, знаеш, немаме предизвик за да успееме, ние ќе го правиме тоа за Од уживање, кеф, да. од кеф. Па те и ние Буквално. ще свирим, децата мои шо не спремат, шо ваши песни уредо и наши песни да правим. Ние моментално сме задоволни нашко недела да се собереме, отсвириме си тия Да, песни, тоа- што ни се свигат, да си ги свириме. Не ни планираш некаде да свириш, разбираш. Не, па тоа зборам, ние веќе знаеш, друго е. Да. Они го нема тај предизвик и добро е што има барем нели колку толку бенд два укочени што веќе имат направено повеќе, сакам да кажам. Да, веќе почнуват и прават децата, младината е да не ги викам деца, нели? Пробуват и организират се сами и укочени, тука еден фестивал правија на споменико и Расплет, да. Бе, да. И онака по Македонија, како да рече, приватно, ама собера се 200 души, може и они, и многу бендови има со нивната генерација од секаде, не само од Кочени. Ама те така алтернативна, како да кажам, малци хипи, стонерски моменти, па джезови, у тај стил са сега на помеѓу джез и хипи музика, нешто такова. А? Експериментална музика, да, ама дефинитивно е убаво е, мислам па од една страна е убаво да експериментира за да не се затворат во еден тип на музика и после само тоа да го фрират. Тоа и интересот е голем за да се прават нови музики, да се прават, да се креират работи и да се дружат сите на едно исто место да разменуват идеи, како да речем. Да, тоа е мислам. Него не сакаш да се освежиме. Поеднакрај виж како сакаш. Не ќе фала. Може сакаш пуш пауза. Ако да правиме ли пуш пауза? Зашо да не? Може, не. Можеме си, знаеш. Една од поентите на емисиите ще ги правиме и да можеме да укажеме на кој начин би можеле младите уметници, не мора младите, општо уметниците, на кој начин би можеле да заработат неко паро, тоа што се бават. И нели преку твои лични искуства или идеи што би имали размислувања за еден млад уметник да почне да се афирмира у нашиот град и општо у државата, кој би бил најдобриот начин да почне да се конкурира на некои конкурси што ги државата. Мислам, првиот начин е тај, да. Секако ја ќе кажам и дека младите многу подобро знаат од нас да работат Јасно, и со тоа пари. повеќе за старите може да ги убијат. Да се ги уновчат сите тие нивните трудови што е со право, нели? Да. Додека ние од друга страна се правиме скромни, па чекај многу да не. Ама секако нели искуството кажува, нели, секако имаме повеќе години. Сега моментот да речеме, не моментот, него години уназад во Македонија има многу фондации и многу повици за финансирање на проекти врзани со култура, да речеме. Дека тоа можеш на тие самите фондации на веб Самите страни да фондации, си да ги речеме, најдеш. Европска унија има многу повици за поголеми проекти. Постоеше како се викаше, не ми текнува. Ке ми текна узмобето. Добро. Creative Europe постоje, тоа се за поголеми фестивали со многу посериозни финанси упрашање. За помали се тука за тебе има многу индиректни, да речеме, носачи здруженија, како да наречем подизведувачи. Самите здруженија си тражат, да речеме, луѓе, имат повици цело време, тие може да ги најдат слободно и на интернет може да ги најдат сите тие повици. Да. Како преска што спомнав, имат, да речеме, јавно да спомнам дека лабораториуми имат повик. Лабораторија, да, Скопје за повик за млади уметници. Дека може да се слободно да се пријават. Значи имат многу можности, многу предизвици може да се отворат со тие. Сега некои тражат повеќе пишување, секој мораме да го прифанеме тоа. Колку да го мразиме дека домавме бирократијата, пишувањето мораме да го правиме, онака други ќе го прават за нивни лични интереси. Пишено тоа е, да, пишено мора да имаш писмен нели доказ дека си поднеселец, кој мора да има опис на проектот што нели што ќе правиш ти. И јас го правев исто тоа, да речеме, кога имав повици, да речеме, за цртање на мурали укочени, кога почнавме со цртањето на мурали, дека нели повеќе го правиш мора да имаш некои критериуми. Јасно, да речеме, тие што ќе се пријават и врз основа на тие критериуми ти ги бираш луѓето. Јас пробував, нели, колку што е можно да се скратат тие работи бирократски. Тражевме, да речеме, мора да се формира, нели, комисија за да се види кој ќе црта.
Мислам, тоа беше многу поедноставено. Им се тража некои скици, мали описи со Да. 2-3 збора. И Ако има немаше- човек што се разбира, Да, кој ќе го да. види да знае, Да, да. толку ти и треба. Значи нели? не се траже конечно дело како изгледа, туку се траже скици, идејата само да се опише на некој начин, Јасно. со 2-3 збора да речеме. И постојат и такви повици да речеме дека нема толку документација за посериозни проекти, секој треба да се пишува Да. повеќе. Абе има и шаблони најверојатно на интернет. Секако има, да, има и за поголеми проекти, има и обуки како се пишуваат тие, сега тука тоа е секојаш одбивно за нас, нели? Јасно, Да. јасно. Дека треба да идеш па ти држиш предавање како се прави буџет. Ние не знаеме, ама мислиме дека знаеме. Уствари на крајот мораш да го миниш тоа, да знаеш како се прави буџет. Мораш. Пошто се е сведено на цифри. Како Јасно. ги се употребат парите, да. Тие пари што ги дава некој, да речеме. Да, па гледай, ние имавме веќе контакти со, мислам, самите луѓе ни напиша дека ако ни треба нешто бирократски, они може да помогнат у тоа поле. Сакам да кажам дека спојки од луѓе треба да се направат. Тај што се убива за уметност, Да. Здруженијата се нели дел. Здруженијата се тоа, да најидеални. Додуше и они се оптеретени нели со многу бирократија, поврзани со нели со централни регистри, со Има на почетокот Па, ние да. имаме здружение, еднаш кога го направиш после секоја година после- само после. извештаи, не е веќе не после е тие- толку комплицирано, нели? Да. Треба собери секој убаво, нели, секој се собирате тие што се викат официјално, нели, Да. состаноци што се прават дека мора да има собрание, дека мора да има управен одбор. Е така. Секако се прават тие. Мислам, Да. нели, секако седнете и му обетете. Секо тоа тука ако ни е го- нашето собранието Да. на Шпајс е тука, да. И ако сванете тоа ако се сване тоа како собрание, тоа е. Толку Да. на крајот секој се кара, нели, Записник кој се ќе биде напише. записничар, неќам јас, неќам ти, неќаш Да. ти, ама секако на крајот се извадат. Така да полесно е, Обично така да ја или кажеш. Вајло кој кут. Да, Кој запишеш? има повици, да, и странски повици има и за соработка, да речеме, пошто нели нас Европа пробува да не умреже со Бугарија, со Грција, со сите тие овие Ако пазуваме и треба да бидеме земји умрежени што со се сите. во Европска унија Не, и сега цело време така да речеме добиват и општините и државата добиваат така средства пари. Јасно. Пример има укочени, нели, да речеме, мултикултурниот центар е финансиран од проект меѓународен ИПАРТ, нели, фонд. Аха. Соработка мислам дека беше со Гоце Делчев од Бугарија. Значи ние тука го реновираме мултикултурниот центар, у Бугарија мислам дека се реновира таа детска библиотека, мислам дека имат они. Да. Библиотека наменета само за деца, дека со тие Аха, средства се искористени. Браво, Знаеш, и да. после тие тоа е таа соработка, знаеш, така. додека се прават тие проекти се соработува, нели, се оде таму на Па е обучи и курсови. така што на викаш, состаноци, состан. нели, па после на Аха. крај се презентираат проектите како е завршил. Мислам така одат. Народно кажано тие проекти. Наравно. И можности имат младите многу, да. Само треба да се одлучат да бидат храбри и да не се откажуваат. Е така, па гледај ние да нудиме помош колку што можеш помош, ама виж да не да ги упаташ у дека треба да идат у бирократијата, да ги Да, упаташ у бирократијата. колку Значи, толку. секако ја мислам дека они се многу по здрави у нас финансиски, мислам, свесни. Ние може само да ги упатуваме Тоа ми е зборо, нели? животни упат, сакам да кажам. така. Значи, ништо може да мине и со што може да се сретне. Да, од твоите искуства па нешто Да. да му кажеш тако, јас што викам цело време. Иш да не да знаеш тука басо треба малце да се намали, Да, високите да ги попушташ и тоа е дел од искуството. Тоа е нели? искуството, он ќе знае, значи нема да греши Да. таму. Не, Значи ќе мора само да го Е, у така, да го- најнезгодни момент да го доживее тоа ќе треба. Така да и ќе се најде. Тоа е само може да ги советуваме. Е, така. И ово е целта, нели, колку и ние да дискутираме на тие теми и да се запознаеме, млади, стари, сите еден со друг, кои се луѓето што би можеле, ако ти имаш прашање поврзано со културата или било кој аспект, нели, да има човек, да знаеш човек што ќе може да ти одговори на тоа. Тоа е секојаш отворени треба да бидеме за да им нели, и самата комуникација без ништо да кажеш, нели. Ќе им отвори некои нови погледи. Нормално, ти заема на работа, ја ќе ги спомнувам уште 100 пати, може казината, знаеш, тоа ми е болка огромна. Тоа е Младите болка, да. треба да ги оттргнеме од првично од тај порок, од и сите мислат дека е начинот на заработката многу едноставен. Ќе стаеш 100 денара 200, ако не бива стај гледарка 2000, ќе биде може со 5010
Ако не Да, с и- 2-30, Шијата и завршиш си. така, да. Тоа е тоа. И на Сите крај вториот чекор е одма до кладилницата имаш брзи кредити. брзи кредити и обавезно. Тука си. Да. Продаеш Тој што е вредно од дома Макесен круг и после од таму не може да искочиш. Мислам, скоро е невозможно ако многу ги има веќе млади. Многу веќе има. Алармантна е состојбата, ја ти кажам. А не им се нуди никакво не им се нуди никакво решение. Значи треба и младите да се свесни дека треба да притискат. Треба да се притиска и на локално и на државно ниво треба да се притискат. Треба и закони да се изменат. Не може, пример, само казината да работат цела ноќ, а никој друг да не може да вадеш специјални дозволи. Беше си така, кафичите си работеа доколку сега, ако сакат уште една смена, ќе платат уште еден човек, нели? Ќе имат ово сега лиценци и глупости им направија за само одредени институции, ќе им кажам. Селективно, да. Да, и нема, мислам, например, ти ако му понудиш сега да речеш една недела да имаш кино на отворено, Така. ќе биде, мислам, ќе привлечеш луѓе. Ќе привлечеш ден, два, три, може први ден ќе немаш, може Додека се разбере, тоа сага да кажам, нели ти. И тоа да си континуирано да си остане. Ако има континуитет, ќе има и луѓе. Луѓето ќе се навикнат да доваѓаат на работа и онака, седеш дома и си викаш, што ќе правам ако искочам надвор? Па нема. Мислам, немаш избор, немаш нешто да речем да смениш, да видиш, да речеш чекај, пошто нели ние барем што викаш тако парка, да имаш статуи, да, немаме патемо тоа, немаме галериски простори, немаме Концертни простори, немаме. уметнички простори. Значи не е галериски простор да речеме Центар за култура до некаде имаме, не се тоа простори за наменети за Па е добро и што има, нели? Да ги нема. Пошто и тоа што го има не се објавува, не се промовира, објави се еден ден пред било што да се деси. Да, многу слаба промоција на државни општински настани, како да кажеш. Да, не е пред дома на културата имаше табла со настани, сега ни тоа го нема. Абе те гледавме баш што спомнав од тај контекст, за Осогово доме, нели, па откоче ние не дека сме, не сме уопште фанови на фудбал, ама сега тим од твоја град и викаме, нели, треба да си кажеш неколку думи за да промовираш кога има утакмица. Ние не знаеме кога има утакмица, ама нели да најдем. Тражиме медиумите што се кочевски, поздрав до нив, имат објавено само резултатите. Немат објавено нити кога ќе да стапуват, нити повик, ај дојдете да ги поддржиме овој град, ни ништо. Значи нема, тука се и медиумите се до некаде си носат, мислам, немаш ни информации, пошто да речеме, ако ти не пласираш да речеме Општо реклама. Реклама за сета и за чината и за тира. Да речеме емисии наменети за култура и за спорт, да речеме ти ако посветуваш повеќе внимание, значи и промовирај. Да не речем да бомбардираш, да ги промовираш, да бидеш и досаден ако треба. Па и малку досаден. Значи биде досаден, бомбардира со култура, пишување не мора само за локалното, може за општо, да. Ова е така една идеја само, иначе општо може да се. На тај начин се и самиот народ се култивира. Мислам, ако ти веќе се знаеш дека навикнуваш го, не можеш така да го игнорираш и да пишуваш само критика дали се изгубиле, да речеме Осогово или победиле. Нема го најпочетни, ај дојдете сите заедно да се потрудиме да не изгубат. Колку може би сите навивачи го. Па навивачите значат у еден тим. Мислам, по-старите од нас и јас памтам по-старите од нас повеќе памтат дека мислам имаше многу сериозни на времето имало многу озбилни емисии за култура, за спорт. Значи тоа се што се трајале, мислам не дека се били и редовни да речеме. Така, ама кој ги има дневно, некои се били по 3-4-5 сата да речеме. Така. Сега колку можеме ние се да речеме пример осврт на некој филм или на некоја представа. Театарска. Мислам, нема што сакав да е важно што кажа и театар и филм и представа, рекламата е еден ден пред представата или пред филм. Разбираш? На државни институции, на локални институции. Facebook профил нивни. На се плакат пред киното имаше узменение, има нешто. Да, барем плакато го видиш. И видиш ги скршените стакли дека они нешто залепиле. Тоа беше слика. Сега го ни тоа нема.
И видиш кога се заврши, кога излезе 20 луѓе од кино. И се убаво, нели, убаво што потрудиш се, направил си го, организирал си или било што, треба само една недела предходно да го објавиш, да кажеш Треба да се бомбардира, баш треба да се бомбардира. Да не речем, ама тоа е... Со тоа да правиш, мислам, да наречем позитивен притисок на луѓето дека се случува нешто. Направи, заинтересираш ги, нели? Дека ги влечеш, чекай тоа чим го кажува толку пати, нели, како секој ние сме свесни колку ни влијаат рекламите комерцијални за производ. Мислам ти, ако ти е нешто рекламирано милион пати го видиш на ден, ти сакаш некиш, ти веќе си претпоставуваш дека тоа е многу квалитетно. И дека ќе што да го купиш. Значи тоа е таа психолошка. Па генерално со квалитетот на изработката на рекламата го проценуваш и квалитетот на производа. Не значи дека, да речеме, зборен за комерцијалата сега, не значи дека тај производ е толку не значи, па гледај, пошто колеги сме графички дизајнери, работиме у маркетинг, и јасно не. А ние тоа што е, нели, што вреде, не му посветуваме толку внимание, мислам да го избуткаш, да го испромовираш кој што треба, нели, да никако. Да се бомбардира. Мислам тоа треба колективно да се прави и медиуми и јавни институции. Затоа сакаме да спомнеме, нешто ни да навредеш и да кажеш чисто за тоа. Да, и школите на пример да промовират дека има нешто што треба да се види, дека треба тоа да се види, дека мислам па стварно посебно те така за фудбалски тим, мислам дека и школите би требало да се организират барем на една утакмица да ги однесат децата у годината. Втора лига. Тоа е супер. Супер идеја. Ма не е битно се. Втора лига не може да види. Може едно дете од сите тие ќе стане иден фудбалер за Милано. Сигурно не за Коче некој добар, нели? И општо, не само на спорт, однеси ги еднашна утакмица, како не на спорно носи на се. Носи на стварно носи. И на утакмици, и на пошумување, и природа. Буквално да имаш многу добро пошумувањето што ги спомна, замисли се. Тоа веќе не се прави. Ништо. Пролетните акции не ги прават, значи буквално ништо. Оно има, например, сега се организираните центри за култура одат од школите за филмов за Силјан. Денеска беа, мислам дека организирано така. Добар филм. Кој не го е гледал, треба да го гледа. Па дали од овај нашиот регион ми се засвиѓа доста филм. Има, сакам да кажем, така добро е. Знаеш, они се веќе свесни дека тоа од тука филм направен, зборот за него, колку толку нели ќе спомнат дека ќе още таму ќе шо е тоа и да некој да не знае, нели, го испровоцираш. Го испровоцираш да мисли нешто друго освен на тоа, да речеме. Натераш го да мисли. Нас на тетовирање не носи у трето, четврто оделение, нешто такво беше. Ја многу од македонските филмови ги гледав у кино. Да. Тетовирање, Балканка, посебно така. Да. Тоа барем, не можеш на холивудски филм да го однесеш. Нашата култура му е промовирана тоа дете, не? Исто и холивудски го дава за Александар Македонски. Не сум. Сега те што бевме онај ден, поздрав до Дома на култура, тоа што го обеќате дека ќе има програма редовна со филмови. Да, се имат ново опрема, тоа е супер. Надаме се, нели, дека и едва чекаме, нели, да видиме, че си одеме панечино, че го върнем. Работата е, што можеш ти да го пушташ, да го изгледаш некој од тие филмови што са познатите. Еме друга атмосферата у киното, еме тие филмови што треба да ги проектират, не знам кој е план уопште, ама би требало да са од нашата кинематографија. Да, па тоа, мислам, обично се презимат, нели, од така. За некои комерцијални, нели, тоа да се договорат колку карти продадени, толку тоа е. Мислам, и тоа е, и они, мислам, можат и се работили така, веќе имат работено со тај начин, например, комерцијален филм, и се договорат, нели. Може да го преземеш ти, ако мислиш дека, нели, ќе донесеш публика, за да си ги покриеш трошковите. Тоа е, нели, институција, да речеме, за младински мултикултурен центар. Значи има начини за самофинансирање. Значи за самоодржливост, нели, колку толку можеш да функционираш, за да генерираш нови настани. Така, генерално од картите си планираш колку луѓе у просек ти доваѓат и према тоа си правиш целата математика полека, зголемуваш го репертоару и квалитетот. Да, па се појават, нели, можеш, ќе ти се случи некој, да речеме, некој момент кај што ќе добиеш нешто многу ефтино, многу вредно, па ќе те покрие за многу време и тоа се случува, например. Некој супер квалитетна представа што е, да речеме, на поминување,
От тука, или да речеме, те на нас, додека нели, го работевме тоа, додека го работев бендови на турнеја европска, и сега, например, свират, да наречем, Будимпешта, Букурещ, Софија, и, например, ќе одат Белград, Скопје, Милано, и сега Софија, Скопје, Кочани, Успат. може, колку пари, колку е, не сакам да имам, нели, како оно, на пазар, колку даеш толку. Цена, даеш што ќе даеш, успат сме. Сакам да кажам, они, например, кога земат некој смешни хонорар, они ќе останат ден-два у Кочани, они ќе потрошат повеќе пари у Кочани. Да. Например, киде сувенир ќе купе, киде ќе јаде, што се е случувало, нели, ајде сега, кажи ни дека да јадеме чорба. Што има тука традиционално. Иначе он ќе остане многу повеќе пари од тоа што е земал. Ама на него немој да парите, него е малку да се опушти, нели, да се одморе. Секој концерт ти направи и ти направи настан квалитетен светски, значи че има на турнеја по Европа. Не е тоа нешто нели на клоци путано па ајде оди. И ти остават, сакам да кажам, тука да се вратат у градот. И тоа е многу добро предност што сме помал град. Ако си у Скопје ќе рече да е главен град, нели тоа е. Ово можеш ти да го искористиш тај момент. Се може да се искористува, да е успат си на минење. Да, и тоа неколку пати го искористувавме така, мислам, стварно и со бендови од Словенија, од Финска, нели, Америка, Холандија, Унгарија, сакам да кажам, значи да не ги спомнувам сега, нели. Доста богата програма. Цените, тоа мислам, хонорарите. Нема смисла па за некој друг се. И значи можно е. Они се супер задоволни, и ти си задоволен, и народот е задоволен. Со едноставни работи, секако трошат они пари тука. Значи не се они дојдени као бездомници, нели. Ја мислам странците посебно кога видат колку е ефтина успоредба со нив и храната и пиењето. Купуваат, они после носат кесиња од тука. Да речеме, киде на пазарот, ќе му кажеш таму има свежо. Он киде стварно, ќе купе не кило две јаболки, купе 20 кила јаболки, да речеме. Нека има, да. Или е пробал кашкавал некој, па му се свиѓа, па ќе купе 20 да имат за попат. Супер, ние ќе се отераме на турнеја да ти кажат. Значи они индиректно, нели, уствари тоа директно остават пари у градот. Остават пари и они се самите туристи, ти што ги викнеш да ти настапуват самите. Оните се гости, нели, тие 3-4 сата, 5 сата, нели, додека имат настан, мислам, гости се секој или како треба да спијат, спијат и секако после да они имат, нели, слободно време да прошетат. И сега ако имаш ти ден понудиш на нив уште нешто Кочани, можеш ќе издржиш повеќе. Можеш ќе се јави некој шабе, чекај, ние ќе имаме турнеја, па да речеме, кај вас ни беше супер, може ли и ќе да каже некој ќе препорача други што се. Да, или други, да, и тоа се ќе му каже, бевме таму, супер е местото, има и за стари, има и за млади, и музеи има, и за концерти. Да, има може да се останеш. Пиво и ефтини кебапи. А ефтино пиво и ефтини кебапи у секој време. Добро, кебапите му разкапнајди малку, не се Ама за нив, да. Значи тоа е таа култура, не е само култура за да, нели, да тоа ти генерира туризам, мислам, тоа го спомнуваат, нели. Туризам е многу битна гранка што ние сме запоставиле скроз. Тоа генерира колку толку, мислам. Имало например случаи кога да речеме на времето кога се организираше да не имало место. Кога беше гранде, сакаш да кажеш. Немаше место, например, не можеме да немаме место за спање за некои гости што сакаат да дојдат за на фестивала само. И аз нема хотелска понуда толку. Немаше, тражевме по луѓе, нели, тоа се луѓе дојдени за фестивала, сакаат да дојдат и звоневме по луѓе, тражевме, имаше една собичка, две да му дадеш, например, да преспие. Значи немаме. Јас се сеќавам на споменику, дете сум бил на споменику, дав представа и мало што не можеш таму да најдеш место, стоеш од страна, подзречеш, немаш место од публика. Тоа мислам дека кога беше фестивал на аматерски и алтернативни театри. Да, ФААТ, да. Така да тие се можности има многу, само воја и некој да рече, само да каже ајде, може да правиме и само да ги отвори вратите за соработка. Гледа, сега обеќат многу луѓе што се на позиции, не на мене лично, нели, обеќат луѓе дека имат воља да се прави нешто, да се смене овај град и да се направи нешто подобро. Некој си е политичар, некој е уметник, некој едноставно само дума, нели, дава идеи, зависи кој. Да. Ама секако
мислам и политичарите да ги интересира, нели, за нивниот мандат да се случи нешто. Тоа е се за нивно добро. Да. Значи, У нивното портфолио ќе биде Да. тоа, како нели? сакам да кажам, тај, да речеме, настан или фестивал или концерт или изложба, или некоја институција, ако е правила добро за, да речеме, нивниот мандат, и тај наредно што ќе дое таа институција, ако работи добро, таа ќе генерира добро. Да. Да. Значи тај може да биде горд, без разлика дали ќе дојде од друга партија, нели. Ете. Може Самите може да бидат горди ќе го на тие- кефте, ја го во поснаби го напред, Да. гледал се колку баво си тече. Да, си тече или било и шо. следниот што ќе дојде, ако работи тоа, нели, ако генерира да речеме И профити солидни се. и профит да е само одржливо. Сега, например, профит, културата, нели, и спортот се јавно добро. Профит Да. има, да, ама не можеш да очекуваш ти профит да бидеш некој Да. компанија што произведува нешто. Ти произведуваш добро, нормално, ти уствари едуцираш. Народот си го Повеќе. подигаш. Да. Те тоа е. И тоа Да ги трмиш од сите тие. од сите зли други зли точки, да. Барем колку што можеш. Ти, например, ако имаш ти настан денеска, настан утре, настан, значи, да, не можеш да идеш на сите, ама ќе имаш, ќе си одредеш таму. Да. А овака, ако не можеш да идеш тај ден, пропуштил си ги настаните Ни за толку. овај месец. Се вика, И не- веќе- може за да... И веќе немаш ни навика, нали, за да одеш. Тоа беше немаш збор навик. за навиката, што спомна и за киното и за се. Може и пример првиот месец, два и да нема луѓе не е за изненадување. Додека не се створи таа навика, за да се почнат луѓето да знаат дека да очекуваат нешто дека ќе има. И да Да. се рече, ајде ќе искочам, сигурно ќе има нешто. Да, па нели, не оти сега да речеме колку толку имаме традиција со театарот, театарот е кај нас секој добро посетен. Да. Нели, значи народот е веќе едуциран дека театарот е тоа, дека се едуциран дека Така е. за театарски представи и секој е добро посетен. Да. Да, Не, за имало разлика, е, нели- да, имало е. Да, секаде има. Барем на првата е добро. Барем на Сакам да првата е кажам, добро нели, посетен. ама секогаш има, континуирано си има и кога има представи, да речеме, си има народ за на представите. За концертите се малку кај нас неделикатни, туку помалку, пошто немаме навика. Не се толку континуирани. Знаеш, Да, немаш. да. Имаш еден концерт, па нема. Тоа е таа, нели, што зборам. Да. Инцидентни. И тоа немаш го Настани. на таму вам да знаеш рандом кој знае Да, дека е ако имаш тај ти концерт. концерти, да речеме, Иако разбереш. ако имаш ти разбереш. концерти континуирано секоја недела, Така. без разлика, нели, не се очекува големи концерти. Да. Да имаш ти настанеш, да речеме, ќе си знаеш, дека и ќе се научиш, нели, ќе си имаш навика. Да, тогаш ќе искочиме, таму ќе одиме, супер, има и концерт има, ќе седеме и тоа и ќе го гледаме. Да. И за изложби, изложбите мислам дека тука највеќе трпат кај нас, најмалку се посетени. Тоа мислам дека дефинитивно дури луѓето и Да. не знаат дека Да, постои. тоа е. Не знаат ни како се понашат и Да. да го што се прави сега. Точно. Сериозно, значи Да. заврши купчето за половина. Па не, може и треба форматот на како се организираат изложбите да се смене. Може не е веќе за публиката на овај век, како да кажа, нели, онака Не, стара. да, секој тоа е, нели, уметноста е живо тело, не останува еден медиум. Да. Нели, слики имаме, да, слики уште се држи сликарството. Само тоа, нели, цело време мутира, генерира нови поими, нови медиуми, нели. Да, дигиталното како се појави. Да, тоа и е дигиталното. малце шекна работата. Ба, мислам дека Нели? многу е како што бе кога се појави телевизијата, исто сега се случува, нели, ние го живееме сега тоа од една страна па ме радува што ствара револт тоа, нели, па многу веќе луѓе се враќаат на физичката уметност, баш оно од дигиталната. Да, дојде си момент кога прелапа нешто што е вештачко и не може. Па не, тоа мислам и само како можеш да го речеш, нели, на уметноста и треба простор да живее, да. Нели, за да биде видена, да биде изложена некаде, конкретно. Да. Мислам и музичката така. Така Ако е, свириш да. ти дома, кој ќе знае? Тоа е тоа, да. Сликата ако нема виде некој. Дури ако издадеш албум не е баш Да. тоа да се додека не свириш, нели. Токму ситуација веќе живееме у општество дека некој што пишува книги е ненормален. Да, па пошто Остава тај поете. Тај малце тоа е таа, пишува мислам, нели, книги, малце пошто- не е. Уметник заедно работа. пошто не притискат со такви работи, Да. значи ја ги викам тоа пуканици спукат и толку е. Разбираш ли, нели изедеш ги и толку е. Пуканици, значи Утре дента више. скрол, уметност имаш една секунда, друга уметност друга секунда и ти за 5 минути се веќе имаш забрано што имаш видено. Толку. Буквално. Ама ќе видиш дека таа швалерија фанал со најпаги фанал третиот, Главна толку вест. веќе главна вест е за Да. сите.
Да, не може, тоа е мобето, не може преку ноќ ни да се надаме, ни да сонуваме дека може нешто да се смене, ама со овие дискусии барем може да натераш и некој друг да размислува на некој си начин што може ти е подобро за сите. Као прво ни фали позитивност повише за се. Дефинитивно. Да. Ова е еден најголем апел што имам да го патам, е голема позитивност, да не размислуваш тој ќе биде лошо, него тоа може ти испадне добро. За почне да Да се гледа позитивно, да. Не, да се гледа. Уре, лошо е, да, ама што да искаре го доброто од целото тоа лошо. И да, Не, и да да се за различни тоа ситуации. што го збориме за младите да притискат позитивно за да направат нешто добро, нели, така. да притискат таму кај што треба, тука треба. Од таму можеме да притискат. Мора да се направи, мора. Да имат и цел и идеја. Цел, да. Да го Ама направат. со позитивно мислене, за да се направи тоа, за да функционира тоа и долгорочно да се работи. Не да ги правиме работите инцидентно, пошто тоа ни е грешка на нас. Мислам, И си после мене потоп ситуација, да е не. Толку е, тоа ќе се случи и тоа е. Наставно се случил, се завршил и толку и сега не знаеме дали ќе имаме нешто наредниот месец или понаредниот месец. Толку Да. така, ако се случи нешто е добро. Не, туку треба да има константно треба. За тоа треба нели и институции, и млади, со млади се со нови сили, пошто ние знаеме нешто што сака тоа нема уствари не може да знаеме точно. Абе и знаеме, и ние примери правиме, те како здружение правиме, ама ние правиме нешто у рамките што ние го тоа сметаме дека е тако не значи може и сакате алтернативата, ама различен концепт на алтернативното време. Не ги знаеме, значи мора да им се даде простор голем, не мал простор на нив за да се види. Да. Што ги нив интересира, што ги влече. Да, ние да учиме од енергијата што ќе дадат и уложат у целата таа работа. Точно. И тоа, а они ако се пасивни, значи не можеме да знаеме. Значи вака еден апел до младите. Ајде. Активирајте се повеќе. Стварно се активирајте повеќе од и Ние сме веќе стари, да не речем. Ние сме веќе стари, нашето време поминало, разбираш? Па така викате. Правиме старски настави. Старински рад. Матика што вика, многу ти генерација X објавата за журката, па вика, ја која генерација, за каква да ми е, разбираш? Сме таа генерација. Па ја мислам, тоа е тоа, направи вписи убав мобет. Мислам да ги се кажем, ако имат нешто... Не, тоа е, мислам, по кратки црти е тоа. Значи, само да се буткат работите напред. Ето така. Само со позитивна енергија и само од млади да се очекува нели малку поголем притисок на институциите. Да. Па и на нас да наречем. И да пробат да се спојат, да функционират по-здружено, не може сам, мора да има група. Фала ти многу. Фала и на вас за поканата и да имате што поплодни гости и подобри. Ќе се трудиме и да допринесеме колку можеме и ние, нели, со нешто.